Хидросистемот Злетовица работи нерентабилно, токму и Коста Балабанов, човекот кој лобираше кај јапонците за да се добие кредит за реализација на овој капитален проект за вкупно 6 општини во регионот, се прашува зошто од него со вода се снабдуваат само општините Пробиштип и Свети Николе, а не и Штип, Лозово и Карбинци. Побара од страна на градоначалниците, но и од централната власт да дадат одговор и решение за овој проблем, бидејќи како што вели, за проектов е запознат и јапонскиот цар. Сега, како ние ќе кажеме дека од 7 града, 2 града имат вода, а другите се уште тоа не го користат. Значи, ја нормално немам информации, па затоа вака зборувам, но тие што се компетентни треба да видат, да ја проучат ова работа. Извинувам, затоа што испаѓа дека ако само 2 града користат, а другите 5 не, тогај ние сме ги на некој начин излажале јапонците, а во Јапонија морам да ви кажам дека тој што ќе излаже губи образ за секогаш. Штип засега има проблеми со приемот на водата од цевководот, зашто се изгради препрекино и се чекаат словенските експерти кои ја монтираа опремата во филтер станицата, додека Лозово и Карбинци чекаат на изградба на филтер станици. Остануваат уште 10 години за исплата на кредитот кон јапонска џајка. Првата фаза од Злетовица чини 100 милиони евра, од кои 30 милиони евра се од буџетот на државата, а 70 милиони евра се кредит од јапонска џајка. До 2028 година државата ќе го исплаќа долгот кон џајка за овој капитален проект во источниот регион. До 2029 година треба да се изградат и втората и третата фаза, односно за наводнување на земјоделско земјиште и изградба на хидроцентрали за производство на електрична енергија.